Градоначалникот на Карпош Јакимовски најави дека ќе го возврати ударот за како што ја нарече политичката хајка. Освен што ќе обжали пресудата до апелација, подготвува кривични пријави за лицата од обвинителството и финансова полиција кои го воделе случајот против него. Тврди дека било фалсификувано барање за легализација на општинските бараки кое се користело како доказ во предметот. Јас ова нема да се смирам. Мора да одговара тој што ги правеше фалсификатите. Јас криминалец не сум. Цело време сакат да прикажат дека се работи за диво изграден објект. И внимавајте што направиле. Не можејќи во тоа да најдат доволна подкрепа, направиле фалсификат, мое барање со подпишано од факсимил. Како го констатиравме тој фалсификат? Јас знам дека такво нешто никогаш не сум подпишал. Зошто? Зашто легализацијата на објектите е за изградени објекти до 3.3.2011. А овие бараки се изведувани 2012, крај 2013. Дали сум ја чукнат во мозокот да поднесам барање за легализација за објекти кои се изградени покасно и кои законот тоа не го дозволува. Јакимовски вели дека според него фалсификуваниот документ бил изготвен во финансиската полиција, а неговата одбрана не го добила да го вештачи, иако неколку години го барале. Тој воедно и детално образложи од каков тип на градба се општинските бараки 1 и 2 кои се спорни. Вели дека според сите параметри и правилници станува збор за монтажни времени објекти кои можат да се размонтираат за еден ден и законски за нив не може да се води кривична постапка. Што ние овде, според овој правилник, не сме ги исполнили условите за да овој објект има времен карактер? Цела општина, сите ние, заедно со јавните набавки, знаеме дека градиме времени објекти, само за обвинителот и судиката, ние сме изградиле диво изграден објект. На Јакимовски кривичниот суд му изрече единствена затворска казна од 3 години и 6 месеци поради бесправно градење и злоупотреба на службената положба, а во казната ќе се сметаат и 6 месеци кои бил во домашен притвор. Во случајот условно осуден е поранешен вработен во општина Карпош за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, а двајцата обвинети се задолжени да ја надоместат штетата во буџетот, а при тоа и бараките ќе бидат одземени од страна на државата.